Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш, уште едно видео од циклусот одговорност или одговорности, и во ова видео ќе зборувам за преземањето одговорност кај возрастните или видови одговорности кај возрастните, кои што генерално се многу слични со одговорностите кај младите, меѓутоа постојат некои кои што се поспецифични за едните и за другите. И ако во претходното видео обрнав повеќе внимание на одговорностите кај младите, овде ќе обрнам повеќе внимание кај оние одговорности кои се поспецифични за возрастните. Личната одговорност и кај едните и кај другите е секогаш, според мене, на прво место. Таа лична одговорност, како што кажав и претходно, испреплетена со сите други видови одговорности, според мене, ако немаме лична одговорност, многу тешко ќе можеме да имаме и одговорност кон се друго што не обкружува, а многу блиско со личната одговорност е емоционалната одговорност. Меѓутоа, сметам на некој начин дека возрастните луѓе веќе на некое поинакво ниво умеат да ги контролираат своите емоции, да се носат со нив, да ги прифаќаат и позитивните и негативните, односно пријатните и помалку пријатните, па токму затоа нема многу да зборувам во ова видео за тоа. Имате во претходните видеа, доколку сакате да чуете нешто повеќе, ќе ви оставам линкови под видеото. А сега ќе преминам на она одговорност која што е заедничка и за младите и за повозрастните, од сосем различен аспект. И овде во возрастни ги ставам веќе и младите во доцна адолесценција или оние кои што веќе формираат семејство, а тоа е семејната одговорност, која што е многу битна, особено на сите оние кои формирале семејство, затоа што семејната заедница или семејниот систем е еден важен сегмент од животот на луѓето, независно дали се работи за примарно или секундарно семејство, и многу е битно да се освестат, прифатат и да се одговара адекватно и навремено на тие одговорности, затоа што тоа влијае на добробитот. Велат дека семејството е како синџир од алки, дека секоја алка во тоа семејство има своја важност, своја улога и е битна за тој синџир да функционира како што треба. Низ животот тие алки се менуваат, се прередуваат, меѓутоа секогаш треба време за тој синџир одново да се оформи и да може да функционира како една целина. Улогата на возрастните во рамките на семејната заедница е непроценлива и знам дека сите знаете, меѓутоа сакам овде да ги поделам одговорностите кои што ги имаме во рамките на своето семејство и кои што помалку или повеќе ги исполнуваме, прифаќаме или ги завршуваме со различен успех според нашите или туѓите стандарди. Најпрвин ќе ја споменам одговорноста кон партнерот и одговорноста кон децата. А тоа значи грижа за своите постапки, за своите реакции, за своите зборови. А тоа има најголемо влијание на односите во семејната заедница, затоа што голем дел од животот, голем дел од денот поминуваме во рамките на таа семејна заедница. Значи, како резултат на контролата на нашите емоции, како резултат на свесноста за нашите постапки, за начинот на кој комуницираме, ќе вршиме влијание во рамките на своето семејство, односно ќе придонесеме за стабилноста на тој систем или пак понекогаш ќе придонесеме да се дестабилизира тој систем, односно да се случуваат најразлични непријатни ситуации, конфликти и семејството да биде под различни предизвици. Возрастните луѓе имаат одговорност да се грижат, да вложуваат, да го сочуваат тоа семејство, ако така веќе избрале. Освен финансиската сигурност на семејството, која што некако најчесто е најбитна, формирањето на домот, одржувањето на тој дом, создавањето на здрави услови за живот и на поединците, и на партнерите, и на семејството, односно на децата се разбира, или ако е семејството пошироко, е многу важно. Меѓутоа, исто така е важна комуникацијата, емотивната поддршка на сите членови и се разбира заемната доверба, и сето тоа придонесува да се има хармонични односи во семејството. Понекогаш, кога тие односи ќе бидат нарушени, еден од партнерите ја префрла вината на другиот или еден од партнерите се повлекува од одговорноста.
И на тој начин ништо не се решава, на тој начин само продолжуваат и се зголемуваат конфликтите. Сите членови во заедницата, особено возрастните, имаат придонес на тоа дали семејството функционира, дали односите во семејството се добри, дали комуникацијата е добра, дали постои меѓусебна соработка, договори, почитување на личноста на другиот. Возрастните имаат исто така задача со својот личен пример да ги инспирираат и да ги научат и своите потомци. Ако возрастните луѓе не се снаоѓаат најадекватно во улогата на возрастни, во улогата на родители, ако не пружаат доволно емотивна поддршка, ако немаат разбирање, ако не се тие кои што се носат со промените кои што се случуваат, вложуваат и се трудат да бидат подобри, децата растат, условите се менуваат, поминуваат години, многу работи се поинаку од пред 10 и 20 години. Ако возрастните луѓе не прават се што можат и умеат да се движат, да бидат флуидни, да го развиваат постојано системот на комуникација и поддршка во семејството, последиците ќе ги трпи целото семејство. Знам дека е голем проблем тоа што и двајцата партнери работат, во денешно време луѓето работат, многу работат, по две работи, работата ја носат дома, што се разбира влијае на комуникацијата и понекогаш доведува до нарушена комуникација, особено кога се работи за грижата за децата. И да не заборавиме дека грижата за децата, поддршката на децата, комуникацијата со децата е работа и на двајцата родители. И на родителите, односно на возрастните, им е должност да наоѓаат време во текот на секој ден за децата, но исто така и за младите, затоа што многу често знаеме кога децата ќе бидат во некоја рана адолесценција, кога ќе наполнат 11-12 години, некако да заборавиме дека се уште деца и да заборавиме колку им е потребна нашата емотивна поддршка, нашите разговори, нашиот придонес во нивниот понатамошен развој и поддршка во сите оние предизвици кои што ги очекуваат како резултат на промените што им се случуваат во периодот на адолесценција. Семејната грижа е една од најголемите одговорности на возрастните луѓе кои имаат семејства, се разбира. Тоа е дел од нивната улога, независно од се што се случува наоколу, независно и од финансискиот дел. Понекогаш возрастните луѓе се соочуваат со лични проблеми, со болести, со разни предизвици. Сепак, тоа се одредени периоди во кои што на крајот на краиштата и се тестира силата, цврстината, сплотеноста на таа семејна заедница, односно излегува на виделина се она во што се вложувало или не се вложувало низ годините. Се разбира, никого не критикувам, сите прават најдобро што знаат или барем се убедени дека е така. Меѓутоа, и семејните улоги, и родителските улоги, и она што го правиме како дел од семејството е нешто што е подложно на постојан раст, развој, на коригирање, на учење нешто ново. Ништо тоа не може да има ако немаме одговорност, односно во случајов семејна одговорност. Покрај семејната одговорност, тука е професионалната одговорност, односно грижата за нашите професионални обврски, за начинот како ги извршуваме задачите, за радоста или тежината што ја чувствуваме од извршувањето на тие задачи, за нашиот однос и сликата која градиме и оставаме во колективот, за односот со колегите, со вработените, со оние кои што ни се претпоставени или подредени. За жал, тоа се уште го има како класификација според работната хиерархија, според тежината на работата, според одговорностите кои што ги имаме, се разбира и според тоа колку сме платени. Меѓутоа, сето тоа треба да се базира на заемна почит и да се почитува придонесот на единката во колективот, затоа што тој колектив функционира како заедница и сите алки, исто како во семејството, од тој систем се важни. За тој систем да функционира, сите треба да функционираат и да придонесуваат. И во тие колективи, во тие професионални средини, каде што тоа не е така, се гледа, се забележува и нема развој, и нема напредок. И тука воопшто не е битно дали дел од
поединците во тој колектив ќе напредуваат, да, тоа може да се случи, ќе се образуваат, ќе имаат одредена финансиска корист, ќе се доедуцираат, меѓутоа, јас овде зборувам за создавање на една поздрава колку што може работна средина, во која што ќе може да учиме, да се развиваме, да работиме посветено, да го даваме својот максимум во една човечка атмосфера, со една добра меѓусебна комуникација, нормално, со сите предизвици, недоразбирања, заземање различни страни, ставови и со се она што ние ќе го преживуваме и доживуваме низ годините како луѓе. Ако и професионално се учиме, вежбаме, да комуницираме, да бидеме полни со разбирање, да си ги завршуваме активностите и обврските онака како што најдобро знаеме и умееме во одреден период од животот и да напредуваме, да се развиваме, да се образуваме дополнително, формално или неформално, зависно од нашите желби и потреби, но и да бидеме свесни за своите капацитети и вештини, за позицијата на која што се наоѓаме и адекватно на тоа да се однесуваме и да се обидуваме да напредуваме и да градиме добри односи со сите оние со кои професионално работиме. Јас сметам дека тоа треба да ни бидат дел од целите во нашиот професионален раст и развој, кој не завршува според мене никогаш, кој трае до крајот на нашиот професионален ангажман. Се разбира дека успехот и задоволството од нашата професија и покрај сите фактори, покрај сите влијанија и покрај се што се случува дооколу, е сепак и пред се наша одговорност. Ние сме одговорни да ги пронајдеме работите кои што ќе ни ја прават работата полесна, поедноставна, да не прави посрекни, позадоволни и да имаме чувство дека растеме, дека се развиваме, дека напредуваме, а се разбира сите други преземаат одговорност за своите активности и за својот професионален раст и развој. Ако не е така, тогаш наша работа е да се фокусираме на она што ние го правиме и го работиме и она што за нас во одреден период е најдобро и ни носи најголем бенефит или пак некоја секундарна скриена добивка за која можеби ни себе си не сакаме да си признаеме. Меѓутоа, како и да е, наша работа е да се посветиме колку што можеме на својот професионален раст и развој. И колку и да има се одоколу влијание, затоа што има кога работиме во организации, во системи, меѓутоа одговорноста за нашето место, за нашата позиција, за нашето задоволство и успех во работата е во голем дел наша. Секогаш можеме да ја промениме професијата, да ја промениме работната средина и не велам дека тоа е лесно и едноставно. Меѓутоа, секогаш постои можност. Нешто ќе изгубиме, нешто ќе добиеме, меѓутоа имаме секогаш избор, односно ако веруваме дека имаме избор и ако сме свесни зошто не ги правиме изборите кои што постојат и ако сме свесни за тоа зошто сме овде, а не таму, и ако преземеме еден дел од одговорноста за тоа, ќе ни биде многу полесно и многу полесно ќе може да прифатиме и се што сме направиле и се што не сме успеале. Животот е пред нас, најчесто имаме уште многу време, работите се менуваат, можеме многу да промениме или едноставно да умееме да се носиме со сето тоа кое што во даден период можеби и не можеме да го примениме и можеби од некои лични причини, заради некоја секундарна добивка, заради само нас познати причини сме таму каде што сме. И тоа е во ред, се до оној момент додека ние го прифаќаме тоа како наше. Имаме правна одговорност, односно права и обврски кои што ни се пропишани со закон, и за тоа нема да зборувам, за тоа имаат и адолесцентите во својата доцна адолесценција. Имаме закони и правила кои што мораме да ги почитуваме, кои што ги почитуваме затоа што сме дел од една поголема заедница, затоа што тие постојат за општо добро, затоа што постојат да не заштитат нас и другите луѓе. Нормално, тесно поврзано со тоа се и нашите морални одговорности, врз основа на кои треба да се темели нашата активност во секојдневното живење, според непишаните и пишаните закони, според моралните, етичките и правните закони, се водиме како возрастни луѓе, го живееме нашиот живот, понекогаш ги почитуваме целосно, понекогаш ги прекршуваме,
Меѓутоа, треба да знаеме дека за тоа, нели, општествено и правно постојат нормално одредени казни и ние како возрастни луѓе умееме, сме научиле да живееме и да ги почитуваме, затоа што сме дел од таа заедница, дел од тоа општество и како дел од тој систем постојат правила и закони кои што мора да ги почитуваме и тоа е наша обврска. И јас сум секогаш против зборот мора, меѓутоа во нашата физичка реалност постојат работи кои што избираме да ги правиме. Ете, не мора. Избираме да ги правиме свесни за последиците кои што ќе ги имаме доколку не ги направиме тие избори. Едноставно бираме да ги почитуваме тие закони затоа што не сакаме да ги сносиме последиците доколку ги прекршиме. Моралните, етичките, општествените, социјалните одговорности за кои зборував и во претходното видео, до некаде одговорностите кон заедницата, одговорностите за нашите социјални интеракции во рамките на работното место и на секаде каде што се движиме и во другите активности кои ги имаме професионални, полупрофесионални, приватни. Се надевам како возрастни луѓе ги преземаме, ги почитуваме другите, ги почитуваме различните, правиме толку колку што можеме за заедницата, дека се вклучуваме во разни хумани активности, во разни хуманитарни настани, дека волонтираме понекогаш во животот, дека правиме и работи, затоа што сакаме да им помогнеме и да ги поддржиме другите луѓе. Се надевам дека вложуваме во своите пријателства, во своите професионални односи, затоа што сето тоа е дел од животот на возрастните, затоа што тоа збогатува заедницата, затоа што ни го леснува животот, затоа што на тој начин градиме подобри односи со луѓето кои што не обкружуваат, со кои сме во постојана или повремена интеракција, што исто така предвидува културна асертивна комуникација, почит кон другите личности, и по старите, и по младите, што пред се значи почит на себе и одговорност кон себе. Возрастните луѓе знаат дека кога не ги почитуваат пишаните правила и закони, затоа следуваат последици и казни. Исто така сме научили и кога не ги почитуваме другите, кога не ги почитуваме нивните граници, кога ненамерно или намерно ги навредуваме и повредуваме другите, едноставно немаме добри односи со луѓето, нашите пријателства не се одржливи и зависно од потребите што ги имаме да умееме, но и постојано да се потсетуваме и да учиме како може повеќе да придонесуваме кон добри приватни пријателски односи, кон добри професионални односи, кон подобрување на односите во заедницата, грижа за нашата околина, грижа за заедницата на која припаѓаме и на се она што ни се случува околу, и за сето тоа да имаме своји уверувања, своји ставови, свој критичко мислење, да не ги примаме работите здраво за готово, да работиме на проширување на нашата свесност, за зголемување на нашиот ментален и емоционален капацитет, што е дел од нашиот личен раст и развој, кој исто така трае цел живот. Јас преземам одговорност за се она што кажав во ова видео и се надевам дека некому ова ќе му послужи. Се надевам дека на нешто ќе ве потсети, споделете го или ставете лайк на видеото ако ви се допаѓа. Погледнете ги и другите видеа од циклусот за одговорност или постарите видеа, приклучете се на каналот и со некоја нова тема се гледаме наскоро во некое ново видео.